Добар ден. Иновативните и се уште нераспространетите технологии наоѓаат пат до производството на автомобилите. Тридимензионалното печатење е нова дисциплина која има светла иднина во индустријата. Во фокусот на ова издание се два производи од групацијата Volkswagen. Ке го разгледаме новиот Jeep Cherokee и ке се вратиме во минатото преку првиот модел на производителот на трактори кој во инает на Enzo Ferrari почна да произведува спортски коли. По доброто старо правило почнуваме со вестите, а ке завршиме со тестот на Kia Stonic. Во моментите додека во Европа се очекува наследникот на SEAT, американците ја добија новата генерација на Forte. Употребата на атрактивните стилски решенија од Stinger ќе биде бурно поздравена, вклучително и оние на задниот купеовски дел. Помодерниот изглед го прави поголем, но Forte сепак останува компактен седан. Таму го сместува должината од 4,64 метри, со која ние европјаните поинаку би го класифицирали. Интериерот делува забележително подобар со поквалитетни материјали. Корејците, меѓу другото, споменуваат и Harman Kardon аудио систем и бежично полнење на мобилните телефони. Моторизацијата останува иста како и кај втората генерација, со дволитарски мотор од 147 коњски сили во комбинација со 6-степен мануелен или вариоматска трансмисија. Иако немаат многу заедничко, овој модел често се споменува како американска верзија на SEAT. Од него сепак може да насетиме како ќе изгледа третата генерација на европскиот компакт на Kia, кој се произведува во Словачка. Според досегашните искуства можеме да очекуваме дека и SEAT ќе има идентичен преден дел, можеби малку пософистицирано решен. Премиерата на неговата нова генерација може да ја очекуваме веќе на салонот на автомобилите во Женева. Внимание привлекуваат и гласините дека Kia ќе ја укине тривратната верзија на SEAT, место која ќе понуди купе караван. PSA групата ги направи завршните чекори во подготовките за своето враќање во Соединетите Американски држави. Атланта е избрана за седиште на американската филијала, која веќе овој месец ќе започне да функционира. Екипирањето на тимот што ќе ја предводи е во тек, пошто ќе започне долг 10-годишен процес на повторно освојување на тамошниот пазар. Во тоа французите ќе имаат значителна помош од Opel. PSA не може да употребува неговата технологија, но познавањето на купувачите и пазарот што го има Opel ќе им биде од голема корист. Лани во Соединетите Американски држави се продадоа 17,2 милиони возила. Жестоката конкуренција која владее го отежнува пробивањето на новите играчи. Меѓу нив ќе биде и PSA групата, бидејќи Peugeot се повлече од американскиот пазар во 1991, а Citroen уште во 74-та година на минатиот век. Официјално, ниту Opel не е присутен таму, но неговите Каскада и Insignia се продаваат под амблемот на Buick. Деталите за стратегијата и динамиката на враќањето на PSA во Америка се изготвуваат, а се уште се размислува со која марка ќе се започне. Но што и да се избере, јасно е дека возилата ќе бидат развивани со помош на германските инженери. Откако ја изгради репутацијата на најбрз теренец во светот, од годинава Bentley Bentayga ќе биде достапен и со 4-литарскиот V8 мотор од Porsche Panamera Turbo. Иако со своите 550 коњски сили е многу блиску до големиот W12 агрегат, тој е наменет за порационалните купувачи. Нуди слична доза адреналин илустрирана со забрзувањето до 100 за 4,5 секунди и максималните 290 км на час. Погонот и понатаму е на сите тркала преку 8-степен автоматски менувач. Деактивирањето на цилиндрите и старт-стоп системот овозможуваат во техничките податоци да биде наведено дека просечно троши 11,4 литри гориво на 100 км. Карбон керамичките сопирачки со дискови од 440 мм напред и 370 назад располагаат со клешти со 10 клипа. Сместени за 22-инчни тркала, за нив од Bentley истакнуваат дека се најголеми вградени во серијски автомобил.
Освен во поедини детали, Bentley Bentayga V8 визуелно скоро да не се разликува од неговите W12 и TDI верзии. На салонот во Женева во март се очекува и плагин хибридна варијанта. Со зборовите зошто да играш според правилата кога можеш да ја смениш играта, Мате Римац ја подгреа атмосферата најавувајќи го својот нов хиперавтомобил. Планиран е за покажување идниот месец во Женева, каде ќе се дознаат неговите карактеристики. Но сигурно е дека ќе биде посилен, побрз и поскап од сегашниот Concept One, кој располага со 1224 електрични коњски сили. Иако направен во само 8 примероци плюс 2 за трки, тој привлече огромно внимание. Предизвика и доста контроверзии, но и конкретна заинтересираност на потенцијалните инвеститори кои веќе ги понудија своите пари. Со нивна помош, хрватскиот предприемач планира да произведе 100 до 150 примероци од новиот модел. За него тој порано има изјавено дека ќе биде нешто полудо и технички понапредно од Concept One, кој постигнува 355 км на час и има цена од €1.000.000. Ќе бидат подобрени и аеродинамиката и ергономијата, но ДНК-та ќе му остане иста. Дека не се работи за празни ветувања, сведочи и бројката од 250 вработени колку што сега ги има Римац автомобили, за разлика од времето пред Concept One, кога беа само 5. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам? Да... Ви го представуваме новиот Фокус со ST Line опрема. Возењето кое е неверојатно, речиси дефинитивно го заслужувате. Black of bees came to make it hotter. We beat the fire starter, bubbling up just like lava, heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. Човек во темнина го обликува светот пред себе. Студ претворен во топлина, горчина во сладко. Создавање нешто од ништо. Едноставна убавина претворена во нескротлив звер. И токму во оваа спротивност лежи безпрекорниот вкус. Mercedes-Benz, the best or nothing. Новиот Peugeot 308 со напредна технологија, веќе од €170 месечно. Кога не си веќе дете, или кога твоето дете ќе тргне по својот пат. Тоа е времето кога можеш да живееш како што сакаш. Тоа е времето кога можеш да ја слушаш твојата музика гласно. Или да експериментираш со себе. Без да се плашиш, да се изволкаш. Време е да живееш по своите правила. Новото Kia Rio. Твое време, твои правила. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Сакате да знаете како создадовме совршен сопатник за вашите авантури? Ставивме моќен мотор од 197 коњски сили, елегантен дизајн кој го позајмивме од иднината и удобност која земавме од вашата дневна соба. А замислете да може да работи и на струја. Епа може! Еве вака звучи хибридниот мотор. Возете и вие RAV4 хибрид или RAV4 дизел.
на вистина му нема рамен. Toyota, always a better way. Volkswagen Polo се ближи кон својата петта деценија. Во оваа временска рамка успеа да се наметне како одлична солуција за позицијата втор автомобил во семејството. Последните 5 години неговата набилдена верзија успешно се наметнува во светскиот реди шампионат, па сосема нормално е промоцијата на неговата GTI верзија, која со своите 200 коњи најавува можност за цивилна верзија блиска до онаа од рели шампионатот. Трите букви GTI, чие значење голф го дигна до звездите, осамнаа и на новото Поло. Заднив во ова пакување се крие дволитарскиот TSI мотор, кој во еден здив испалува 200 коњски сили. За нивен пренос е задолжен 6-степен автоматизиран менувач со двојна спојка. Во право сте ако нешто од ова ви звучи познато. Овој турбобензинец беше вграден во петата генерација на Golf GTI од 2004 година. Усовршен во духот на времето, со негова помош спринтот до 100 изнесува 6,7 секунди. Оние што нема да запрат тука, Polo GTI ќе ги однесе до 237 км на час, брзина која неговата надворешност воопшто не ја издава. Агресивниот дизајн изостанува и дека се работи за првокласен тркач, откриваат само атрактивно изведените тркала и двојната издувна цевка. Внатрешноста пак не го крие спортското срце. Таму се укажува на тоа. Седиштата, деталите, дигиталната инструмент табло. Поло, како добро етаблиран модел на пазарот, ја има задржано и секојдневната употребливост, дополнително истакната со 5 режима на возење. Со нив се контролираат системот за управување, спортското ослонување и реакцијата на моторот, за којот Volkswagen велат дека просечно троши 5,9 литри на 100 км. На возачот на располагање му стојат голем број иновативни технологии, но не и LED предни светла кои се опционални. Со доблата се добиваат и панорамски покрив, моќен аудио систем и други атрактивни додатоци што секој би ги посакал. Без нив новото Polo GTI ќе чини 24.000 евра, сума која предизвика многумина да се запрашаат дали Volkswagen подготвува уште една посилна верзија на својот субкомпакт. Се зборува дека ќе биде примената формулата од Golf GTI, кој доаѓа во две изведби, а можна и нешто уште пожестоко. Индиректна најава за ова стигна и од тимот што го развиваше малиот спортист, од каде потврдија дека овој автомобил има капацитет за повеќе. Неофицијално се споменува R верзијата на Polo, која би имала погон на сите тркала. Моторот би бил истиот дволитарски TSI, но навијан на 230 до 240 коњски сили. Доколку е вистина, би можеле да ја видиме веќе есенва на салонот на автомобилите во Париз. За Seat конечно дојдаа добри времиња. За 5 години продажбата на возилата порасна за скоро половина. На радост на одговорните растеше и профитот заедно со задоволството на купувачите од проширената гама возила. Неа годинава ќе ја предводи најмладиот член на шпанското семејство, наречена Арона, чија продажба току-што започна. Арона во основа е кросовер изведба на Ибица со која ги дели подвозјето и моторите. Тоа значи и дека погонот е само на предните тркала, што во сегментот е честа појава. Ваквата стратегија има покритие во фактот дека купувачите од оваа класа се урбани луѓе кои немаат скоро никакви амбиции за симнување од асфалтот. На него Арона добро се снајде со избраната палета мотори, 1,6 TDI со 95 и 115 коњи и еднолитарските бензинци со 3 цилиндри и истата силина. За поупорните е наменет новиот 1,5 TSI мотор со 150 коњски сили и деактивација на цилиндрите. Сите мотори се опремени со старт-стоп систем, додека DSG менувачот не може да се добие само со најслабиот бензинец. Арона се карактеризира со смирениот изглед и атрактивните стилски детали. Височината на каросеријата го истакнува кросоверскиот карактер, а формата модерниот дизајнерски пристап.
Предводот мноштво остри линии и впечатливите светлосни групи, но малку пречат големите лимени површини на задниот дел. Должината од 4,14 метри укажува на урбаната намена на Арона, а за пространноста на интериерот сведочи висината за 10 см поголема од онаа на Ибица. Јасно е дека комфорот е за класа подобар, а целокупниот впечаток го дополнува багажникот од дури 400 литри. Веќе основна опрема е прилично богата со додатоци за уживање во возењето и за безбедноста во него. Посилните варијанти ќе имаат диференцијал со електронска блокада и избор меѓу повеќе режими на возење. Фантазијата ќе ја предизвикаат и сестраните можности за индивидуализација кои овозможуваат 68 колорни комбинации. За разлика од поголемата Атека, Арона се произведува во Шпанија на истата монтажна лента со Ибица. Во развојот на овие два модели Сеат вложи 900 милиони евра. Ке се согласите дека регистарските таблички се технолошки најзастарениот дел на нашите автомобили. Воведене се за прв пат во Франција уште во 1893 година и освен заштитата од фалсификување, во основа не се променети. Но дојде време и тоа да се смени и од обично парче метал тие стана дигитални. Пионерскиот чекор го направија калифорниските власти кои веќе одобрија издавање на серија од 100.000 дигитални регистарски таблички. Нив ќе ги испорача компанијата Rivier Auto, која ги развива веќе подолго време. Можностите на ваквите таблички практично се неограничени, бидејќи тие во основа се мали компјутери. Напојувањето ќе биде со литиум-ионска батерија која ќе се полни кога моторот на возилото работи. Ќе бидат поврзани преку интернет и службите во секој момент ќе знаат дали возилото е регистрирано. Табличките ќе можат и сателитски да се следат, што ќе олесни потрагата по украдените возила. Замислено е да имаат можност да ги бележат пречекорувањата на брзината и автоматски да ги испраќаат податоците во полиција. Ќе можат да ја менуваат позадината во зависност од надворешното светло, како и текстот испишан на нив. Така, освен практични информации, како на пример дали возилото има платено паркинг, преку нив може да се праќаат разни предупредувања до другите возачи, па дури и рекламни пораки. Како дел од пилот програма, дигитални регистарски таблички ќе се најдат и на лимитиран број возила во сојузните американски држави Аризона, Тексас и Флорида. Не е објавено колку ќе чинат или пак дали возачите ќе имаат можност да бираат меѓу нив и стандардните регистарски таблички. Во Ауди сметаат дека креативноста и инвентивноста на сите вработени се клучни фактори за успех на компанијата. Затоа и тие се охрабруваат внимателно да гледаат на своето работно место и да преиспитуваат дали нешто може да се подобри. Така, благодарејќи на своите вработени и нивните совети, во фабриките на Ауди лани се заштедени повеќе од 140 милиони евра. Бидејќи секоја идеја е битна, покрената е програма која овозможува и вработените директно да профитираат од своите сугестии. Работниците се стимулираат со награди чиј износ зависи од ефикасноста на нивната идеја и висината на постигнатата заштеда. Ауди лани има имплементирано повеќе од 15.000 идеи на своите вработени. Една таква е и методата развиена од тројца работници задолжени за контрола на квалитетот на производството. Со нивната метода, времето потребно за подесување на мерните инструменти од 34 е намалено на 18 минути. После 4 цели години, Джип конечно го редизајнираше Чироки. Моделот, кој треба да биде носечки во гамата, сега има трезвено исцртен преден дел. Атипичноста во изгледот е избегната со заоблените линии, изменетиот браник и враќањето на конвенционални светла, за кои беа и упатени најжестоките критики на јавноста. Така, новото атлетско срце на Джип Чироки сега не предизвикува контроверзии и делува попривлечно за поширок круг купувачи. Традиционалните ќе ги поздрават и корекциите на задниот дел, иако многу нешта тука не се сменети.
И во дизајнот на внатрешноста не е многу чепкано, но затоа детално се ревидирани пакетите опрема, посебно кај верзиите со нагласени теренски способности. Заедно со припитумувањето на неговиот вселенски изглед, Jeep Cherokee доби и поефикасни мотори. Пред се новиот дволитарски турбобензинец со 270 конски сили, кој премиерно се најде во Wrangler. Освен намалената тежина, спецификациите генерално не се многу изменети, така што Cherokee и понатаму доаѓа со 3 различни 4x4 погонски системи. Основната верзија со 2,4 литарски мотор со 180 конји и погон само на предните тркала има цена од околу $25,000. На американскиот пазар се нуди уште со 3,2 литарски V6 со 271 конска сила, додека верзиите за извоз засега не се познати. Jeep Cherokee е првиот заеднички развиен модел на Chrysler и Fiat. Сегашната нова генерација не е така популарна како претходните, посебно надворот од Соединетите Американски држави. Таму Cherokee зафаќа околу 20% од продажбата на Jeep, додека во Европа учествува со половина од тоа. За разлика од нас, кинезите добро го прифатија таквиот каков што беше. Наредно што треба да се очекува од Jeep се пикап верзијата на Wrangler и сосема новиот Wagoner и Grand Wagoner. Не е никаква тајна дека е потребна голема инженерска вештина за производство на автомобилските ѕверки, посебно за такви каков е Bugatti Chiron, кој може да постигне 420 км на час. Но уште поголема умешност е да се направи систем кој од такви брзини ќе го запре. Францускиот производител на суперавтомобили во моментов работи на еден таков, произведен со помош на 3D печатење. Деловите направени со оваа технологија одамна не се новост, но во пракса најчесто се користат за макети или прототипи за тестирање. Главна причина се материјалите што се користат, кои по правило се полимерни смеси, односно пластични маси. Bugatti го реши тој проблем со помош на лазерска технологија и користење легура од титан од авионската индустрија. Сопирачките клешти малку се поголеми од кутија за чевли, а се направени од 2213 доста тенки слоеви. После печатењето се обработуваат термички и механички, а целиот процес на нивно производство трае 45 часа. Сопирачките клешти на Chiron сега се прават од кован алуминиум и имаат тежина од 4,9 килограми, додека новите се тешки само 2,9 килограми. Bugatti најави и изработка на носач на брисачот со 3D печатење, со употреба на алуминиум. Со должина од 63 см, тој треба да биде најголемиот дел направен со ваква технологија и ќе тежи само 400 грама. Голема пречка за помасовно користење на 3D печатењето е и неговата астрономска цена, што не е никаков проблем за Bugatti. Ferrugia Lamborghini беше успешен производител на трактори. Неговата компанија Lamborghini Trattori успешно работеше и му овозможи примања да купи во тоа време едно Ферари. Во средбата со Енцо Ферари, Ferrugia му се пожали на работењето на кумплугот и наменувачот на неговото Ферари 350. Енцо во негов стил му рече: "Подобро да мислиш, Ferrugia, на своите трактори и нивите како ќе ги изораш." Тоа беше студен туш за Ferrugia и одлучи да почне да прави автомобили. Другото е историја, но сепак Lamborghini уште долги децении постоење нема да може да го постигне она што го постигна Ферари. Сепак олтајмерите како што се Miura и 350 GT се вистинска посластица не само за колекционерите, туку и за оние што ги реставрираат автомобилите. Lamborghini започна да ја менува својата иднина, но не го заборави ниту минатото. На него не подсети со првите два своји модели кои во 60-тите години од минатиот век му ја донесоа светската слава. Најзаслужен за тоа е Miura, кој од производител на трактори го трансформираше името Lamborghini во синоним за суперавтомобили. Дело е на Джан Паоло Делара и Паоло Страцани, кои го создадоа, иако основачот на компанијата Ferruccio Lamborghini се противаше на ваков модел.
Работејќи во своето слободно време, главно ноќе, тие замислија автомобил со тркачко педигре кој би можел да се вози секој ден. Прототипот на шасијата без каросерија беше покажан на салонот во Торино во 1965 година. Најде надзвезден прием кај ентузијастите кои веднаш нарачаа неколку примероци. Дури тогаш, сметајќи дека ќе биде добро маркетичка алатка, ако не повеќе, Феручо Ламборгини на своите инженери им даде одврзани раце. Беше ангажиран дизајнерот Марчело Гандини, кој му го подари обликот што ја воодушеви публиката на Женевскиот салон на редната 1966 година. Миура беше еден од првите двосети со централен мотор, но за разлика од денешните стандард за суперавтомобилите, тој беше поставен попречно. Првите години во него се вградуваше 3,9 литарски V12 со 350 конски сили, кои го направија најбрз автомобил на своето време. Затоа придонесе и малата тежина од само 1125 кг, добиена со потенкиот челичен лим и алуминиумските секции од каросеријата. Заслуга за пазарниот успех имаше и цената од 7 милиони и 700.000 лири, еквивалент на денешни 150.000 евра. Се редеа годините и верзиите и до 1973 година беа произведени точно 764 примероци од него. Го наследи легендарниот Конташ. Вистинската посластица, посебно за колекционерите, сепак беше реставрирањето на 350 GT од 64-та. Првиот автомобил со кој Феруджо Ламборгини го предизвика Енцо Ферари. Елегантната, но истовремено и агресивна каросерија го прави еден од најпривлечните автомобили во историјата. За 3 години беа направени само 120 примероци. Поради популарноста на спортско корисните возила се јавуваат се понови и понови класи. Една од најинтересните за сите пазари е субкомпактната, односно без сегментот на спортско корисните возила, каде што филозофијата помалото е побогато и поголемо е во прв план. Така е и со Kia Stonic, модел кој неодамна е присутен на македонскиот пазар, а по цената и изгледот има добри шанси да завладее со овој сегмент. Но да видиме како се однесува Kia Stonic на нашите патишта и како прилега на нашите пейзажи. Со доаѓањето на Stonic на пазарот, Kia ја потполни палетата на својата понуда. Популарноста на спортско корисните возила се уште расте и затоа секој производител гледа да има токму такво возила во секој сегмент. Stonic припаѓа во B сегментот на спортско корисните возила, а тука конкуренцијата е навистина силна. Peugeot го има 2008, Volkswagen допрва ќе го представи моделот T-Roc, Ford го има EcoSport и да не набројувам понатаму. Сепак Kia има добра традиција во производство на теренци и спортско корисни возила, па тоа искуство го има преточено во последниот модел. Со својата должина од 4,3 метри, Stonic има доволно простор во внатрешноста за 4 патници. Но мене многу ми се допаѓа предната гарнитура на седење, бидејќи таа е комотна и обкружена е со ергономски дизајнирана внатрешност. Возачот и прв пат да седнува во Stonic ќе знае веднаш да се снајде со командите. Еден од атрибутите на Kia со која се наметна на пазарот е квалитетот и рационалната опременост. Во внатрешноста се забележува грубата пластика, но таа е направена прецизно
и не отстапува во ниту еден спој со останатите елементи на внатрешноста. Впрочем, грубата пластика е заштитен знак за сите спортски корисни возила од овој сегмент, без оглед кој беџ го носат. Она што ми се допаѓа, тоа е големиот дисплеј и прецизната навигација. Стоник започнува со цена од 12.990 евра, но тестираниот модел е околу 17.500 евра. Зошто? Затоа што е извонредно богато опремен. Ги има сите електронски помагала што се однесуваат на безбедноста, но и на уживањето во патувањето. Аудиосистемот е сосема добар, а многу лесно се манипулира со дисплеот кој е осетлив на допир. Инаку, останатите делови на дизајнот се во функција на возачот. Така, возачот може многу лесно да ги контролира сите елементи вградени во автомобилот, не само преку дисплеот, туку и преку мултифункционалниот управувач. Kia нуди 7-годишна гаранција за сите своји модели, но она што треба да се истакне е дека и квалитетот на изработката е на високо ниво. Иако се наоѓаме во мал автомобил, забележливи се решенијата кои се типични за поголемите, а тоа е подпирањето е одлично, управувањето е прецизно, што ме изненадува, бидејќи во многу возила од оваа класа управувањето е жртва на рационалноста. Кај Kia не е така. Стоник го задвижува 1,4 литрен бензински мотор. Тој е рационално, а не емотивно решение. Пред се скроен е да биде економичен. Тој е впарен со 6 степен мануелен менувач и за време на нашето возење ние забележавме просечна потрошувачка од 7,6 литри. Тоа и не е баш најдобар показател за потрошувачката, бидејќи ние дур го возевме во режим на високи вртежи. Она што сакам да го истакнам за овој мотор е неговата дволичност. Кога е во режим на работа на ниски вртежи, тогаш е извонредно мрзлив, но и економичен. А доколку сакате да извлечете максимум од подпирањето и се разбира од 4 цилиндри, тогаш ќе требате овој мотор да го држите во режим помеѓу 4,5 и 6,5 илјади вртежи во минута. Тогаш бучавоста се зголемува. Само за демонстрација, бучавоста продира во кабината, но и параметрите на потрошувачка се многу повисоки. Сепак и задоволството за управувачот е многу подобро. И покрај повеќе од предстојните перформанси кога го погонувате моторот, Kia Stonic не може да се каже дека е совршено возило. Такво возило не постои. Но данокот на сегментот на малите димензии е платен и тоа се чувствува. Посебно се чувствува на подот, бидејќи нозете чувствуваат микровибрации кои доаѓаат од подвозјето. Сепак, Kia Stonic има повеќе позитивности отколку негативности. Убавиот и атрактивен дизајн, просторноста, како и квалитетниот и несебично опремен интериер
надвладуваат над микровибрациите кои се јавуваат во подот на возилото, особено тоа можам да го потврдам за возачкото седиште. Исто така и цената е прикладна за вака модерен модел. Како што реков на почетокот, тој започнува да се продава од 12.900 евра, а поопремените верзии на кои опременост тешко дека ќе најдете замерки, чинат некаде околу 17.500 евра, што е добро погодена цена за овој сегмент и за вакво возило. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Бидете поздравени и се гледаме за 7 дена.